Вчерашните и денешните дождови за земјоделците дојдоа во лошо време. Лозарите се комплетно разочарани. Па нема ништо бојасно да биде. Тек гледаш какво е направено. Нема и шикер да има. Оно е више скапано. Нема берба да има. Ретко. Сега ти кажем, селото е останало на 2-3 куќи. Најголеми другари во маката на лозарите сега им се оризарите. За оризот е многу лошо времето сега, во моментот на класење. Сега во текот на класењето е многу лошо времето. Кажуваат дека ќе биде многу врнило годината, многу лошо ќе биде. Многу, нема да изкласат на време, нема да има радамани, нема да има ништо. Не подобро во дождовните проблеми ќе поминат и останатите земјоделци. Си сака суво, не ќе многу вода. А ова е сега малку превише. Пак се скапе, не може да се обере, ќе остане у нивите и така да не може да се завршат земјоделците работа. Освен на земјоделците, дождовите проблеми им донесоа и на други. Од крајната улица главната се повраќа водата вај подрум или оваа зграда, речеме. Треба ние да пливаме таму, да улеваме со чизми. Таму ми е зимница, таму ми се дрва, таму ми се се, тоа е се катастрофа е таму. Има запушување на канализацијата. При отпушувањето на канализацијата извадени се многу влажни марамици. Дождовите работа им донесоа и на предпријатијата, па екипи на Штипски ИСАР работеа до полноќ. Ние ги мобилизиравме сите екипи и излеговме комплетно на терен, од комунална хигиена, од водовод, значи бевме комплетно ангажирани и тоа на отпушување на неколку канализации, каде што беа затнати од самото невреме, значи на исчистување на самите патишта, бидејќи имаше земја, имаше разно ѓубриште нафрлено од самиот дожд. За среќа, големите количини на вода не го пореметија снабдувањето со вода во регионот. Јавното предпријатие Солидарност Веница немаше некои посериозни проблеми со водоснабдувањето. Значи водоснабдувањето си тече нормално, а водата од Градечка река имаме во долни количини, по секој пат кога ќе врнат дожди се намалува потрошувачката. Вчера и ноќеска најмногу дожд во регионот наврна во Виница, 40 литри на метар квадратен, и во Штип 38. Додека најмала количина паднала во Берово, 3 литри на метар квадратен. До кога дождот ќе ствара проблеми, односно какво време ќе не очекува од утре? И во четврток, значи ќе имаме исто така променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Температурата ќе биде нешто повисока, ќе достигне до 27 степени. И натаму во петок и деновите од викендот ќе се задржи слична временска ситуација.